љубов, грижа, среќа, тага, болка, сила, визија, мајка. Започнува Мама Визија. Влегувам јас во ординација, ме прегледува докторката и ми вика: чекај, вика, тука гледам близначиња. И вистина, јас гледам две кесички на екранот. И јас бев прво во шок, викам: леле, стварно ли се близнаци? Многу се израдував прво во тој момент. И оном вика: ама чекај да видам. Нема, вика, второто срце во акција. Во 7-ма недела го мереше таму по тие параметри. Во 7-ма недела, вика, му е престаната срцевата акција. Сите стручни лица доктори ми кажаа дека шансите се 50-50, односно дека има две варијанти. Едната варијанта била во тој случај или телото само да го ресорбира плодот и да си продолжи второто да си се развива без никаков проблем. И таа варијанта беше попосакуваната варијанта. Добро вечер, почитувани. Среда, 20 часот. Време е за ново поглавие во Мама Визија. Протагонистот на денешната приказна за мајчинството е една прекрасна дама која што одново се охрабри да зборува за личното искуство во процесот на реализирање како мајка, но и за моментот како таа станува сертифициран специјалист за доење. Таа е магистар по хемија, мајка на две прекрасни мали сладки принцезички. Чест и задоволство ми е што во продолжение ќе разговараме со Ивана Тасевска. Добре ни дојдовте. Добре те најдов, ти благодарам за прекрасната најава. Се надевам дека беше така. Да, така. Најважно ние, нашите гости, да се чувствуваат удобно. Се надевам дека е така и кај вас. Така е, фала ти многу. Ајде да почнеме со вашата приказна мајчинство. Може би сте познати за дел од јавноста, може би не, па ајде малку да ги запознаеме, па потоа ќе одиме на ова што е сертифициран специјалист за доење. Вие сте мајка на две дечиња, едната има има 2 ќерки. Едната се вика Калина, има 4 години, а другата се вика Јована, има 1 година. Пред колку време се реализиравте, односно на која возраст? Вие сте се реализирале пред 4 години, на која возраст? Пред 4 на 29 години прв пат станав мајка на Калина, а на, како ќе му дојде, 32 на Јована, втората бременост. Да. Како доаѓа патот да забремените? Дали тоа беше плански со вашиот сопруг? Како се одвиваше? Тоа беше малку потрнлив пат. Сега ќе те вратам малку назад во моето детство. Јас сум израсната со мојата мајка и некако она толку многу добро, да речем, ми ја има доловено улогата на мајка во животот, што јас од секогаш знаев дека сакам да бидам во животот мајка. И дури со куклички бебиња сум се играла до голема возраст, да кажам. И од секогаш сум знаела и некако сум си визионирала во главата моја дека сакам да бидам мајка и дека сакам да бидам мајка на ќерка. Значи многу сакав да имам ќерка во животот и си ги чував сите дел од тие поомилени играчки што ми беа и стално и викав на мајка ми: не смееш да ми ги фрлаш овие играчки, ќе си ги чувам за мојата ќерка. И она ми викаше: па ти од кај знаеш дека ќе имаш ќерка во животот? Викам: знам, ќе имам ќерка во животот, мора да имам ќерка и ќе ги дадам овие играчки да се игра со нив. И кога се запознавме со мојот сопруг далечната 2017 година, така некако клише муабет, сега ќе го кажам, најклише муабетот, али стварно беше така у мојата приказна. Значи, уште првиот момент кога се запознавме и кога се видовме, знаев дека он е вистинскиот, мислам, како у филм, многу клише муабет, ама не знам. Тоа чувство јас со никој до сега не сум го доживеала и стварно некако уште у сам старт знаев дека он е тој. И така некако и брзо ни се одвиваа, да речам, работите за многу брзо време и почнавме заедно да живееме и ме побара за жена, направивме и прекрасна свадба и све тоа. И беше, да речам, некој како усен меѓу нас договор дека сакаме после свадбата да почнеме да си го реализираме, да речам, нашето семејство. И он сака многу деца, јас сакам многу деца, немам брат, сестра, сама сум, само со мајка ми сум израсната и некако, пошто и цел живот, да речам, сум била сама, сакам да имам многу луѓе околу мене и сакам многу деца да имам. И кога почнавме, да речам, на планот реализација на семејство, тоа не беше баш толку едноставен пат,
пошто ајде почнавме, немаше ништо, немаше бременост. Викаме ајде чисто нели да се направат проверки да видиме дали е се во ред и покрај сите проверки што ги направивме и све беше во ред, ние се уште немавме бебе, да речам. Али ете некако нели јас многу верувам и во Господ, и во енергија, и во универзум, и во позитивни мисли, и во се. Бевме во неколку цркви, во неколку манастири и дојде на свет бебето. После колку време? Колку време траеше? 2,5 години. 2,5 години. Да, 2,5 години. Молитви, прегледи, прашување, затоа што знаете како кога имате проблем, кога ќе ви диагностицираат некоја состојба, знаеш дека имаш проблем и некако да речам ајде, се помируваш и се насочуваш да кон решавање на проблемот. А кога е се во ред и кога немаш никаков проблем, уште толку прашалници се појавуваат во твојата глава, зошто не можам да останам бремена? Мислам, секој се преиспитува, ја верувам дека и сопругот мој да го прашате и он ќе ви каже дека и он сигурно имал такви мисли и се преиспитувал дали е можда нешто до него, дали е можда нешто до мене, што е проблемот и како е проблемот. Во тој период размислувавте за инвитро? Затоа што ете кога размислувавме, бевме и на такви специјалисти кои што ни кажа информации дека се водиме со некоја нивна диагноза, идиопатски стерилитет, дека без никаква причина и они ме советуваа ајде да почнеме постапка инсеминација инвитро едно друго. Јас некако тогаш имав 27-8 години негде. Некако мене во мојата глава никако тоа не ми кликнуваше. И се биле млада сум, релативно под наводници ќе го кажам, тоа релативно кратко време да речам и пробуваме да имаме дете. Некако не ми кликнуваше у мојата глава дека треба јас да правам инвитро постапка на толку млади години некако. И интуицијата работела. И некако викам, ајде ќе почекаме, ќе видиме, верувам дека ќе биде кога јас верувам дека работите се случуваат у нашиот живот во вистински моменти. И дека некогаш колку и ние да сакаме нешто, ако не е правиот момент, треба да бидеме стрпливи и да почекаме. Има зошто. Зошто ќе дојде и има зошто ќе дојде. И останувате бремена? Останувам бремена. По природен пат? По природен пат, да, фала Богу. Останувам бремена по природен пат и тука почнува еден малку потежок процес од емоционален аспект, не од физички. Останувам бремена, јас пошто долго време да речам пробувавме да останам бремена, дури кога го направив тестот не бев она нели среќна како сите што гледаме на Инстаграм, се радуваат на позитивен тест. Јас го направив тестот, гледам 2 линии и бев така малку во шок и викам дали е ова вистина, не ми се веруваше. Му покажувам на супругот и он чека да не се радуваме пред време да видиме дали е стварно тоа така. Знаеш, после толку негативни тестови кој ќе добиеш позитивен тест, не е ти верно. Некако шок, дури неверување. И одма отидов на гинеколог, уште во 5-та недела кога бев бремена, да се констатира дека е тоа вистински бременост, да. Се констатираше дека има плод, дека има жолчна кеса, дека тоа почнува да се развива, но нормално е многу рано за да се види и други параметри кои што нели треба да се видат. После една недела повторно отидов на преглед, тоаш бе веќе 6-та недела и се слушна срцева акција. А јас многу сакав да имам во животот близнаци. И некако интуиција мајчинска, 6 пати на докторката на прегледот и реков, Леле, те молам, провери да не се близнаци. Имам некое чувство дека се близнаци. И она гледаше, не бе, вика, еден плод гледам, вика, тука не се близнаци. Мене некако таа мисла не ме оставаше дека не се близнаци. И ми рече, ајде сега супер е, слушнавме срцева акција, се е во ред, плодот се развива како што треба, ајде, вика, дојде за 2 недели. И јас малку бев тука, сега може и јас претерувам, не викам дека не, малку бев, ајде да дојдам следната недела, не бе, ми вика, нема потреба од толку чести прегледи, дојде за 2 недели. И одам јас за 2 недели на контрола. 8 недела. Мојата матична веќе беше, пошто и она беше бремена тој период, она веќе беше замината на породилно отсуство, незината замена ме прегледува, ама тогаш беше, пак да нагласам, тоа беше 2020 година, кога беше ковид и кога не пуштаа никој да влезе во ординација освен мајката, на сите прегледи одев сама. Влегувам јас во ординација, ме прегледува докторката и ми вика, чекај, вика, тука гледам близначиња. И вистина, јас гледам 2 кесички на екранот. И јас бев прво во шок, викам, леле, стварно ли се близнаци? Многу се израдував прво во тој момент. И оном вика, ама чекај да видам.
нема вика второто срце во акција. Во 7-ма недела го мереше таму по тие параметри. Во 7-ма недела вика му е престаната срцевата акција. И среќата трае миг. Да. И јас останав буквално без зборови, затоа што прво дознавам дека се близначиња и дознавам дека на едното срцевата акција му е престаната. Излегов од гинеколог, пак ќе кажам, сама бев, немав никој со мене. Излегов од гинеколог и одма се јавувам кај сопругот, кај мајка ми им кажувам вака и вака. Значи викам, не знам што да правиме сега. Значи, што се случува сега, што понатака. И одма тука се почна. 100 доктори се контактираа, сите можни блиски што имаат во фамилија. Имав една жена, само една жена, повозрасна, да ја поздравам ако ме гледа, што ми даде трошка надеж, ми рече не се секирај, а она баш тогаш беше период кога стана баба, во ист бутик одевме да пазариме и баш она ми сподели нејзино искуство. Јас вика со ќерката така беа близначиња, и вика едното има вика спонтанен абортус со едното, другото си остана, еве ја вика жива здрава, сега вика ми роди внуче. Она ми беше единствена светла точка, а сите стручни лица доктори ми кажаа дека шансите се 50-50, односно дека има две варијанти. Едната варијанта била во тој случај или телото само да го ресорбира плодот и да си продолжи второто да си се развива без никаков проблем. И таа варијанта беше попосакуваната варијанта, а другата варијанта беше да едниот тој угинат плод, да го исфрли телото, но тука е ризикот дека може да се исфрлат и двата плода, не само едно. Тоа е веќе спонтана абортус. Да. И мене ми беше многу страв, ме ставија на строга прогестеронска терапија за тоа да биде. Може ли да ни кажете што е тоа строга прогестеронска терапија? Што правите во тој процес? Значи во тој процес прогестеронот како хормон ја одржува бременоста и мене како што ми објаснија, се пак не сум медицинско лице да ги толку детално зборам тие работи. Не, чисто како пациент да ни го објасни. После 12-та недела кога се формира плацентата го превзема прогестеронот и од самата плацента се лачи прогестеронот и фактички а претходно самото тело да речам го лачи, не знам од каде се, толку не сум стручна да кажам. Во тој момент мене ми дадоа прогестеронска поддршка дополнително, така, орално преку апчиња, преку инекции и плюс преку вагиналети. И јас до негде 13-14 недела, не се сеќавам сега точно до кога беше, примав прогестерон. Наутро, навечер со инекции, со боцкање се, за да као ја задржиме бременоста. Да. И до 16-та недела јас бев ни на небо ни на земја, искрено, не бев. Не знаете што се случува. Не знам што се случува. Не можев да се нити да се израдувам на бременоста целосно, нити да се опуштам, нити да уживам во цел тој процес. Цело време само во мислите ми се вртеше да биде се окей, те молам Господе да остане, да биде се како што треба. И нормално, пошто не се знае зошто тој плод, да речам, угинал, ми кажуваа дека може би имал некаква генетска малформација, па затоа самото тело го исфрлило на некој начин, не знам како да кажам. А во фамилијата имате близнаци вие или вашиот сопруг? Имам. Значи, во мојата фамилија имам близнаци, во фамилијата на сопругот нема близнаци. Значи, и да речам имало некои предиспозиции да останам бремена со близнаци. И кога ми кажа дека може да има некаква малформација, се одлучив да правам од овие новите генетски тестови, да се види дали е се окей. До 16-та недела јас ти викам бев ни на небо ни на земја, пошто не знаев што се случува. Тек тогаш кога ми стигнаа резултатите од тестот, дека е се во ред и дека е здраво право детето, дека нема генетски малформации и посебно кога стигна веста дека е женско дете, јас тогаш се израдував. Тука почнува радоста, после 16-та недела. Да, тука почнува радоста и буквално мислам дека пола саат дома скокав, затоа што ќе имам ќерка, мојот животен сон ќе се исполни и бев многу среќна. После 16-та недела бременоста ми помина уредно. Бев на патолошка бременост дома поради целата ситуација, но пак да речам бев горе-доле активна, пешачев колку што можев, горе-доле здраво се хранев, се трудев да бидам нели разумна мајка, разумна идна мајка. Да. И пошто со оглед на тоа дека беше ковид, јас бев единствената што остана
дома, сите нели си течеа работните обврски. Јас некако почнав многу да се едуцирам, да читам, сакам да бидам подготвена. Сега сакам тоа да го нагласиме како интересен сегмент од вашиот живот. Да. Бременоста, патолошката бременост кај многу мајки носи многу креативни моменти, тоа го заклучив овде во Мама Визија од неколку примери. Од каде вашата фасцинација за доење? Вие сте сертифициран специјалист за доење, консултант, помагате на многу мајки, затоа велам сигурно многу мина ќе ве препознаат овде, затоа што сте им помогнале. Од каде таа фасцинација кај вас за доењето? Доењето како наука, ќе го нагласиме тоа. Да. Значи јас, мојата баба е медицинска сестра, бивша медицинска сестра, се е во пензија. И она некако, јас сум растана со медицина, со стручни термини, со љубовта према медицината ја имам од секогаш. Дури сакав да се запишам на медицински факултет, ама ете, во тој момент преовлада хемијата и љубовта према хемијата, па завршив на природно-математички факултет од хемија. И некако многу бев влюбена во самата медицина, во човечкото тело, во што све прави човечкото тело. И мојата баба ми го има пренесено доењето како искуство, како момент, дека е најдоброто и најздравото нешто за бебенцето. И некако од секогаш во мојата глава било дека јас ќе дојам, дека не постои друга алтернативна опција. Али имам рамни брадавици и тогаш мислев дека би биле предизвик и дека можеби ќе имам некои потешкотии. И додека си бев на патолошка бременост, си почнав да си следам курсеви за доење, за да бидам јас спремна што треба да правам. Каде ги наоѓате тие курсеви? На интернет. Фала Богу, имаме интернет, све е достапно, има и бесплатни, има и курсеви кои што се плаќаат нормално. И некако почнувам. Тоа се странски курсеви? И македонски и странски. Добро. Јас тогаш слушав и македонски и странски. Претежно гледав тука од Македонија, нашите експерти што кажуваат, пошто нели сега тука на нашето поднебје си имаме и културолошки нели некои работи кои што треба да се запазат. Си гледав курсеви, си слушав и некако кога ги слушав тие курсеви, мене толку ме фасцинираше целата таа наука што е позади доењето, составот на мајчиното млеко, како се произведува, како се излачува, што се случува со телото на мајката додека дои. Значи целата таа наука мене толку многу ме фасцинираше, што јас многу длабоко навлегов во темата. Знаете, Ивана, сите ние знаеме, помалку или повеќе, дека имунитетот на едно бебенце, на едно дете, зависи од мајчиното млеко. Сега ќе кажам честно исклучоци, има нели примери мајки кои што немаат млеко и така натаму, но во суштина мајките голем процент сакаат да ги дојат децата зашто знаат. Тоа и од баби го знаеме, и од нашите мајки. Но зошто е тоа толку важно? Што е тоа што го содржи мајчиното млеко што го прави поздраво детето? Значи во хемиска лабораторија се синтетизира адаптирано млеко. И сега тука сите науки, сите научни трудови што ги прават они, гледаат сите компоненти кои што ги содржи мајчиното млеко да ги изимитираат и да ги синтетизираат во лабораторија за да направат некоја компонента која што ќе биде слична, приближна на мајчиното млеко. Имитација на мајчиното млеко. И они тоа во денешно време, фала Богу, значи тоа е многу добра алтернативна опција за одредени случаи. И среќа што го имаме. Порано немале, па морале да се снаоѓаат, сега да не навлегуваме со какви се алтернативи. Сега го имаме. И е многу слично и е добиена многу добра формула која што е како замена на мајчиното млеко. Но сите тие компоненти кои што се содржат во адаптираното млеко не се исти како тие во мајчиното млеко. Плюс мајчиното млеко е жива супстанца, жива материја која што се прилагодува према потребите на детето. Бебето кога ќе се закачи на града кај мајката, дел од плумката влегува во телото на мајката и мајката прави како скен на бебето, што се него му треба и во моментот на подојот се произведуваат компоненти кои што на детето му требаат. Тие антитела, тие имунолошки фактори, тие масти, тие протеини се уникатни за секое бебе и за секој доенечки пар. И буквално телото на мајката знае какво млеко да произведе за тоа бебе. Дури ако бебето е болно или настинато, дел од вирусите и инфекциите влегуваат во телото, па мајката произведува антитела кои што му ги предава преку млекото на бебето за да му помогне на бебето побрзо да
оздрави. И сега во суштина вие немате проблем, фала му на Богу, не сте се соочиле со проблем, но Се имам соочена со Се многу соочивте? проблеми, да. Јас така си навлегов многу во темата на Уште додека на сте доење, бремена, уште додека сум бремена, се пораѓам, почнувам во болница да дојам со силиконски брадавици по препорака на медицинскиот персонал таму. Почнувам, воспоставуваме доење, си доаѓаме дома, бебето се цица, се е окей, ама јас знам од сите тие курсеви и од цела таа едукација што имам поминато, дека силиконските брадавици се само помагало. Не се нешто што е трајно изводливо во тек на Не е трајно еден решение. доенечки стаж. Пошто нели сега, ако одиме по препораката на Светска здравствена организација, Светска здравствена организација вика дека мајката треба да дои ексклузивно до 6 месеци, и да се продолжи со доење до 2 години и повеќе. Значи тоа се години кои што ти треба да доиш со силиконски брадавици, што мене не ми беше изводливо во тој момент и јас сакав да ги тргнам. Си побарав стручно лице, консултант за доење, нашата колешка Јасна, ќе ја поздравам. таа е првиот консултант во Таа е првиот и Македонија. единствен сертифициран меѓународен консултант за доење во Македонија. Ќе навлеземе подоцна Да. малку повеќе во таа тема. Јасна дојде, ми покажа техники како јас да се справам со тргање на силиконските брадавици и успеав и си продолживме да се доиме и со првата керка се доевме 3 години. До 3 години. Калина цицаше 3 И години. сега некој ќе рече срамота, зошто така? Да. Некој ќе рече не треба Браво, толку, некој ќе рече леле браво. како издржа. да. Различни коментари и така имам натаму. заслушано еден куп коментари, книга можам да напишам какви се коментари имам слушнато. Што мислите според вас кое е идеалното време дека мајката треба да го одбие детето? Не постои идеално време. Така? Значи секој доенечки пар, секој бебенце и секој доенечки пар мајка бебе си е индивидуален и уникатен. И тоа е единствено одлука меѓу мајката и бебето. Значи тоа е врска меѓу мајката и бебето, тоа е една посебна конекција, една љубов што не се опишува со ниедни зборови, значи мора да се доживее, дефинитивно. И тоа треба да си го одлучи секоја мајка. Значи, јас секогаш ги советувам мајките кога ме прашуваат истово прашање. Прво, нас ни е битно психичкото и ментално здравје на мајката. Значи, ние треба да имаме мајка која што ќе биде стабилна, емотивно и ќе може да му пружи нега и љубов на тоа детенце, бебенце. Доколку доењето кај таа мајка представува голем товар и психичко оптоварување, таа мајка треба да прекине со доење. Доколку љубовта и доењето им е нив многу убаво и спонтано, тоа се случува и тоа е нешто во кое што уживаат двете индивидуи, мајка и бебе, треба да се дојдат до кога они сакаат. И не постои, некое временско ограничување кога треба мајката да прекине. Ајде сега малку подлабоко за сертифициран специјалист за доење. Ве има 3, само 3 во целата држава. И кога им спомнав и на колегите овде дека ќе дојде гостинка која што е консултант за доење, ми рекоа што е сега ова, значи многу мене се уште некако се уште е непознато и покрај тоа што ете меѓу тие мајчински кругови е познато овој поеми, бараат помош и така натаму. И е еден проблем на современото општество, проблемот со доењето кај современите мајки е се почеста појава. Тоа го имаме констатирано и се појавуваат консултанти. Што е тоа? Зошто се појавуваат вакви луѓе? Од каде ова? Тоа е нешто ново? Не. Значи ова е нешто што во светот постои многу одамна. И консултантите за доење во другите држави низ светот работат и во самите болници и пружаат поддршка на мајките уште во самата болница. Доењето, пак ќе кажам, значи ќе се навратам сега, доењето е само по себе наука. И сите тие проблеми, предизвици кои што може да се јават со доењето, се цела наука позади себе. Значи како да речем ајде делот повеќе науки споено, значи медицина, психологија, анатомија, физиологија и така натаму. И уште од секогаш да речем од многу одамна во светот се е воспоставена таа како да речем професија консултант за доење, кај што се учи посебна едукација и посебни научни студии се опфаќаат за да станеш консултант за доење. И патот да станеш консултант за доење или сертифициран специјалист за доење не е баш така лесен и едноставен, него изискува многу
прво љубов према доењето, значи треба стварно да го сакаш тоа нешто и многу учење. Значи многу учење. Сите мислат вака кога ќе кажеме консултант за доење и што е тоа ништо комплицирано, ама стварно е една цела наука позади сето тоа. Во светот има неколку компании кои што се провајдери на едукација за консултанти за доење и има различни нивоа во тоа колку часови едукација и каква едукација има поминато Вие каде го завршувате? Стручното лице. Јас го имам мојата едукација завршено во Lactation Education Resources. Тоа е водечка акредитирана америчка компанија која што дава услуги за обука на консултанти за доење. И сега тука има, пак ќе речам, различни нивоа. IBCLC, International Board Certified Lactation Consultant, е златниот стандард во лактацијата. Највисоката... И највисокото ниво на едукација. Тука се поминува преку 100 часа теоретска едукација, се поминуваат преку 300 часа клинички работа во клиничка средина, значи искуство, и се поминуваат предмети од физиологија, анатомија, ендокринологија, нутриционизам и такви работи. Тоа е како да завршуваш сегмент од медицинскиот факултет. Тоа е како да завршуваш сегмент од медицинскиот факултет и стануваш буквално стручно лице, значи баш стручен во темата доење. Вие одите во Америка за ова или? Не. Среќа со развојот на технологијата, сите тие услуги се достапни онлайн и може да се слушаат од каде и да е. Сите едукации се на англиски, да напоменам. И IBCLC е, ка речам, златниот стандард од кога ќе ги завршиш сите тие курсеви и клинички часови и целата таа едукација. После тоа се полага испит кој што е меѓународен, се организира 2 пати во годината и е испит кој што трае 4 часа и има сериозни прашања, значи не е баш толку едноставно да се положи тој испит. И кога ќе станеш IBCLC консултант за доење, добиваш сертификат кој што трае 5 години. На секој 5 години треба да правиш ресертификација. И сега, значи, велите дека во развиените земји консултантите за доење се присутни, вработени, ги постојат како лекарите во болницата се вработени. И како приватни пракси. А колку е тоа развиено во регионот? Кај нас знаеме дека го немаме со оглед на тоа што сте само 3. Кај нас сега почнува да се развива. Сега почнува во регионот веќе има негде каде што се забележи. Има во Хрватска. Во Хрватска има Сдружение на консултанти за доење, IBCLC консултанти за доење, да, и дури дел од тие консултанти работат и во родилиштата. И даваат одма поддршка на мајките, и едукација, и нели правилно позиционирање и се што треба за доењето да се воспостави уште во самото родилиште. Кај нас ние сме малку подалеку од целата таа приказна, али сме на добар пат. Ете и вие ова што го споделивте, може би ќе инспирираме некоја. Да, сега јас би сакала тука може да биде консултант за може. За жал може. Јас тоа викам, за жал може. Со поминување на цела таа едукација има и многу звучни имиња во светот на лактацијата кои што се мажи и кои што дури книги имаат напишано за доење и се тоа е супер, но јас пак ќе речам, јас си сметам дека жена треба да биде, затоа што друго е кога ти ќе осетиш на твоја кожа нели како изгледа доењето, друго е кога некој ќе ти кажува вака. Колку време сте консултант за доење? Јас сум консултант за доење од мај 2025. Да. Од оваа година. Од оваа година, да. Неколку месеци, за сиве овие неколку месеци, со колку жени, сега бројка не знам дали може да ни кажете, имате ли бројка и со какви проблеми најчесто се соочуваат жените кога се работи за доењето? Да, би сакала само да те навратам малку на ова едукацијата, да кажам за мојот сертификат. Значи, мојот сертификат е Certified Breastfeeding Specialist, значи сертифициран специјалист за доење. Јас ја имам истата едукација за IBCLC, преку 100 часа едукација, теоретска, само што го немам клиничкиот дел со клиничките часови и мојата работа како специјалист за доење застанува во моментот кога треба да се даде некаква диагноза. Значи јас не можам, тоа е разликата фактички меѓу мене и
јасна колешката. например, да. Јас го немам тој се уште искуството да давам диагнози за посериозни Во одреден проблеми со да. доењето, да. Тоа е разликата и има и други курсеви и пониски нивоа во зависност од тоа колку часови едукација имаат. Но пак јас ќе речам теоретскиот дел го имам поминато баш на ниво на IBCLC со преку 100 часа Ајде сега малку повеќе за доилките, за сите оние доилки кои што не гледаат во моментот и верувам дека ќе им одговориме на многу прашања. Кои се најчестите прашања? Кои се најчестите проблеми со кои што се соочува современата мајка? Најчестото прашање што го добивам од сите мајки кои што се првородки и кои што прв пат дојат, е тоа како да знам дека бебето доволно цица и како да знам дека бебето е нацицано и не е гладно. И сега тука, пошто нели ако ние храниме, да речеме, еве преку шишенце, без разлика дали тоа ќе биде со мајчино млеко измолзано или со адаптирано, гледаме колку количина ќе испие млекото, а од градата не може да видиме. И тоа ми е секогаш дилема на мајките, како да знам дека е нацицано, дека не е гладно. И сега има тука како да се види. Прво, значи, треба да се следи колку подои има тоа бебенце новороденче во тек на 24 часа. Едно бебенце треба да има од 8 до 12 подои во тек на 24 часа. Тоа ни е првиот показател, дали доволно цица бебето. Вториот показател ни е колку мочкани пелени има во тек на 24 часа. Треба да има минимум 5 мочкани пелени, по можности една какана, но тоа пак, пошто има бебињица кои што не какаат баш секој ден, така да не е тоа некое многу битно мерило, но е мерило. Конзистенцијата и бојата на каката треба да ни биде златно-жолта сенф боја со таква густа конзистенција. Треба да го следиме бебето што прави на града, дали активно цица, односно дали додека е на града голта млеко и звучно тоа го прави и како се однесува бебето после подој. Дали бебето изгледа среќно, расположено, често заспива, реакциите и нормално како се чувствува мајката во однос на градите, дали, например, кога бебето цица, после подојот ја осеќа градата како испразнета, полесна, не е толку тврда. Така да тоа се некои параметри кои што може да се следат. Ова е длабока тематика, можеби во некоја прилика повеќе ќе навлеземе, неколку прашања имам за ова за да навлеземе повеќе и во вашата лична приказна, затоа што сакам и тоа да го споделиме со гледачите. Моментот на одбивање од доење на бебето е сериозен процес за една мајка и за едно бебе. Сум слушнала одбивање со сенф, секакви има тактики. Секакви, тактики. И за тоа претпоставувам нема одговор кога е вистинското време затоа што е индивидуално. Да. Но што доколку мајката има млеко, а веќе е дојдено време, да речеме, смета дека е време да се одбие, 2 години, 2,5, 3 години има детенцето, има и заби, и си јаде и се. Так. И смета дека веќе е редно време да го одбие, но се уште има млеко, сигурно е тоа голем предизвик за неа. Знае да биде предизвик, знаеш во кој момент. Значи, ако мајката наеднаш престане да дои, значи до сега доела, до денеска, еве да речеме, и денеска наеднаш престанува да дои, решава дека нема веќе да му дава на бебето, тогаш може да настанат проблеми со градите. Јас затоа секогаш им препорачувам на мајките, кога ќе сакате да го одбиете детенцето, немојте тоа да го правите нагло. Има случаи секакви, нели, значи има некогаш и од медицински причини кога мора нагло да се прекине со доење. Јасно. Тоа е факт дефинитивно, но еве ако збориме кога би биле идеални условите и кога една мајка сака да престане да дои, тоа треба да го направи постепено за да избегне проблеми кои што може да се јават, преполнети гради, мастити, развивање и такви застој на тоа млеко и сите тие проблеми. Зошто се случуваат тие, например, зошто се случува застој на млекото? Има ли објаснување? Зошто се случува? Застој на млеко најчесто се случува заради неефикасно празнење на градата. Значи, кога градата произведува млеко, тоа млеко треба да се извади од градата, најубаво преку тоа што нели бебето ќе цица. Но ако бебето не ја фаќа градата убаво, нема добар фат, поголеми се интервалите меѓу подоите, нешто такво да речеме се случило, знае да се случи и застој на млеко. Така. Да. Кога сме кај одбивањето, емотивниот момент исто така е многу важен. Да. Емотивниот момент, односно размислувањата на мајката во тој момент откако ќе го одбие бебето. Да. Како го толкуваме тоа? Емотивниот момент, значи јас секогаш и со сите мајки до сега со кои што сум работела и што сум била во блиско опкружување, секогаш
потешко им паѓа на мајките одбивањето од доењето него ли на бебињата. И секогаш мајките без разлика колку време и да доеле, кога свесно информирано ја донеле таа одлука дека сакаат да престанат да дојат, кога ќе престанат да дојат, они се осеќаат долго време после престанокот со чувство на вина, со чувство на тага, со чувство на жалење и баш така се леле дали требаше да престанам, па можеше уште малку и тоа е баш така еден многу емотивен момент. Јас можам моето искуство да го споделам, пошто јас одлучив да одам по тој, да речам, физиолошки пат, кај што ќе оставам Калина сама да се одбие, кога она ќе биде спремна. И мислам дека тоа е добриот и најубавиот начин на одбивање на бебенце, детенце од доење, затоа што се тоа оди толку спонтано, што јас, например, не бев ни свесна кога беше последниот пат кога Калина цицаше. И мене воопшто не ми дојде емоционално тешко тоа нејзино одбивање. Баш кога престана да цица, јас после неколку дена вака размислив, викам, бе чекај, детево не цица више, кога последен пат цицаше, не можев ни да се сетам кога последен пат цицала, а знаете нели кога да речем еве мајка свесно ќе донесе, па тука има момент ајде ќе се сликаме последно доење, па плачки, па така емотивни моменти. Јас некако тоа многу спонтано беше и јас буквално дури не се ни сеќавам да кажам точно на тој ден последен пат еден убав совет, верувам дека. И тоа некако толку спонтано си се случи нормално со тек на времето како детенцето си расте и тие подои се намалуваат и тоа доење на 2-3 години, тоа не изгледа како доење на новороденче, значи тоа се цица на сабајли навечер 1 до 2, најчесто, значи до сега што сум имала искуство, најчесто се тоа 3 подои во Уште едно прашање во контекст на ова совети до мајките, до доилките, што е со оние мајки кои што имаат можеби близначиња, можеби 3, нели тројка, нели имаме и такви ситуации, имаме и мајки кои што имаат мала разлика на дечиња, па ги дојат двете. Еден краток совет до нив, затоа што тоа е сигурно многу тешко за мајката, дои повеќе дечиња во исто време. Дефинитивно. Само едно бебенце да доиш само по себе е предизвикувачко и бара многу и време и да речам жртва во тие први месеци од страна на мајката. Јас секогаш ги советувам мајките што имаат повеќе дечиња, близначиња, тројки, да возможно е доењето кај нив, може да дојат, треба голема упорност и голема желба да дојат, дефинитивно, и секогаш ги советувам, дури јас знам да ги спојам една со друга, да си најдат некој кој што веќе го поминал тој пат, да им даде од друга перспектива една мотивација дека може да успеат со доењето. Зошто доаѓаме до моментот да дискутираме за доење во 21 век? Зошто? Многу интересно прашање и тешко за одговарање, искрено. Знаете како, значи, доењето си е биолошка норма. И доењето од секогаш, мислам, нас не има одржано како човештво. И тоа е нешто природно, спонтано, но сепак е вештина која што треба и мајката да ја научи и бебето да ја научи. И сега често во тек, да речеме, една мајка кога дои, знае да се соочи со голем број на предизвици, но ако ја има правата поддршка, може тоа да биде успешно. Сега, од кај негде таму 60-тите години на минатиот век, многу се испромовира адаптираното млеко, многу се испромовира дека е тоа лесна алтернатива за мајките. Дури имало, сега не сум била јас тогаш уште родена, имало некој момент кога дури доењето било ставено како дека е тоа за посиромашната класа и сето тоа предизвикало во општеството да се намали стапката на доење и адаптираните млека да станат понормални него биолошка норма што ја имаме доењето. Во денешно време ние, знаеш, некако почнавме да живееме во нуклеарни семејства. Нуклеарно семејство е мајка, татко со 1, 2, 3 колку деца и да имаат, без поддршка на баби, тетки, стрини и пошироко семејство, пошто им самата миграција од другите градови во Скопје и све тоа допринесе да живееме ние во такви семејства и да ја немаме поддршката што сме ја имале порано. И порано жените се соочувале со предизвици со доење и тогаш имало
застои на млеко, мастити Да. и сите разноразни истите проблеми што сега се јавуваат, но знаеш тогаш некако луѓето биле во поголема заедница, девојчињата, еве да речам, пошто нели сега мајката, ние тука повеќе ја дискутираме мајката, мајката растела со братучетки, со доела пред нив, ги причувале децата. Гледале И било девојчињата уште понепосредно. додека растеле, бебенца, доење, и тоа некако им било поприродно, да речем, и понормално. А сега имаш мајки кои што кога ќе останат бремени и кога ќе го родат нивното детенце, првпат во животот фаќаат бебенце. Немале никогаш ситуација да имаат Да држат бебе. бебе. Не знаат ни како се држи ништо. И самата таа, да речам, изолираност ни доведува до тоа да има потреба од консултанти за доење, стручни лица кои што ќе им помогнат на А мајките во каква тој ни е стапката пат. на доење во нашата земја? Што мислиш ти? Не знам, вас ме прашувам. Еве, што мислиш според тебе, во која земја има најголема стапка на доење? Не знам, најверојатно некаде афричките земји? Така е. Така? Така е, да. Руанда и Шри-Ланка имаат највисоки стапки на доење, од 80 и нешто проценти, блиску до кај 90%. А нашата стапка? Сигурно Леле, си страф ми е да слушнам. Сигурно си дека сакаш да ја чуеш. 28%. Само 28%. Само од мајки 28%. да дојат. Само 28%. Со тоа што ова се статистички податоци, официјални статистички податоци од УНИЦЕФ, кои што се правени, статистиката е правена колку жени доеле во првите 6 месеци. Значи, воопшто доеле во првите 6 месеци. Тука немаме статистика на ексклузивно доење во првите 6 месеци, тоа е многу тешко да се направи на светско следи, ниво да. и да се следи, но стапката на доење, ете ти викам, се прават овие статистики врз база на тоа колку доела во првите 6 месеци. И Предпоставувам ние во сме на тие многу земји во афрички разочарувачко ниво. во тие афричките земји предпоставувам тоа е затоа што некако нели се работи и за племиња, се работи за повеќе допир Се со работи за природата. за повеќе фактори, но едниот од поглавните фактори е тоа што таму компаниите што произведуваат адаптирани млека немаат каде да се рекламираат и како да се рекламираат. Тоа е број 1. Број 2 е тоа што условите во кои што живеат тие луѓе се прилично лоши, немаат достапност до чиста вода за безбедно да ја приготвуваат таа формула за Тие може бебињата. нели слушнале практично за такво нешто. Да, и плюс они, нели, пак ќе кажам, живеат во племиња, во заедници, кај што е тоа најнормална работа и е, како да кажам, по дефолт. Значи, тука немаат они, не ни размислуваат за алтернативно решение. Знаат дека кога ќе остане бремена, ќе Го се дои. роди бебето и ќе го дои бебето. Нема алтернативна опција. Ние тука малку, знаеш, со тие маркетинг стратегии на Кои компаниите што ни доаѓаат за... од западот. И од западот, Што е- некако така малку ни е пласирано подругачие, дека не пробај, види, има алтернатива. Мислам, окей, да, има алтернатива, ама чекај да се вратиме малку кон природата и кон себе. Да. Ивана, ајде, како доаѓа до втората бременост, после од прилика 3 години и 5 месеци. Така? Мислам, 3 години и 5 месеци се разлика децата. Така сакавте, така беше желбата на Па, искрено, вас? мене ми беше желбата минимум 2 години да ми бидат разлика децата. Некако не сакам многу мала разлика меѓу децата. И така некако спонтано се случи втората бременост, без никакви проблеми, без никакви очекувања, ни беше изненадување на сите. Интересен факт за втората бременост е што јас знаев дека сум бремена, уште во трета недела, значи само што сум останала бремена, знаев дека сум бремена. Сопругот не ми веруваше, ми вика, дури не ми ни доцнеше менструацијата. Недела дена пред да треба да добијам, јас знаев дека сум бремена. И ми вика, ајде бе, почекај како нормален човек. Да видиме да ти што е како е. задоцни, па ќе правиш тест за бременост. Не, викам, знам, сонував еден така вивиден сон и знам дека само во бременост се сонуваат толку реалистични сонови и некако, не знам, се разбудив со бајлето и викам, јас сум бремена. И Интересно. стварно така испадна. Почувствувавте ли тогаш некаков страв со оглед на тоа што поминавте низ непријатни ситуации во првата бременост? Па, искрено,
почувствував, да, нормално. Викам сега што е, како ќе биде све, но кога отидов на преглед гинеколошки, кога се виде дека е се окей, некако си се опуштив и баш си ја, да речам, уживав втората бременост. Да. И породувањето ми дојде спонтано. Јас, фала Богу, имав среќа, една од тие срекнички сум, што многу лесно се породив со двете деца. Со Калина ми беше премногу страв, значи тоа беше цела бременост. Дека прва Како ќе бременост? се породам, дека и ситуацијата Прво беше таква, каква што беше. До последно не се знаеше, нели, мислам не се знаеше дека е се окей со бебето и све напредува како што треба. Да, но вие и ама покрај тоа некако што знаеш, сте додека сте не го го мислеле. видиш Да, бебето жива, здрава. пред тебе у раце да го држиш, некако не се опуштев јас целосно у таа бременост. Ми беше многу страв, ми беше страв од породување, многу страв ми беше од породување. Ми беше страв од компликации, пошто кажав сум си влюбеник во медицина, си читам многу работи, некогаш човек И ви кажавте дека сте хипохондрик па по малку природа. да, знаеш кога знаеш. Јас Да, викам, положи. имаат англичаните многу убава изрека ignorance is bliss. Да. Незнаењето е благосостојба. Да, И стварно е така. Колку повеќе знаеш, толку повеќе се плашиш дека можеби ќе ти се случи истото. И морам да се поздравам мојата докторка што ако ме гледа, да не беше она, јас стварно не знам. Она ми како? даде многу голема мотивација и поддршка во текот на тој цел процес, да речам, и со првата ќерка многу лесно ја родив со епидурална анестезија и после ми беше криво зошто ја примев епидуралната анестезија, а кога се пораѓав со втората ќерка, баш ќе ви ја пратам сликата да ме видиш каква бев 2 сати пред да ја родам. Во 8:30 кога ме примија во болница како изгледав и во 10:34 се роди Јована, скроз природно, без никаква анестезија, со многу, да речам, минимални болки, со техники на дишење кои што ги учев во се потсеќав во бременоста втора. И така некако многу лесно ја родив и имав преубави 2 пораѓаи кои што ќе се ги памтам за секогаш. Сакав да се навратиме малку на моментот како го надминувате тој страв. Како откако го носите, зборувам сега за првата бременост с бебето дома. Како го пребродивте тоа што сте го чувствувале во текот на бременоста, целиот тој страв? Дали лесно го поминавте? Дали имавте консултации со лесно. психолог, можеби? Со психолог не сум контактирала ни после првата, ни после втората бременост, но некако, знаеш како, јас, пошто бев стегната како во грч цела бременост и се породив све супер, бебето во болница, се убаво, спонтано се течеше, си дојдовме дома, сите беа околу мене, прво дете, прво внуче, во мојата фамилија, во фамилијата на супругот веќе имавме внуче. Но ете така дека, нели, сега, дома сите околу мене, првите тие денови, и јас некако не толку да речам нешто чувствував посебно или било што, и се сеќавам после една недела кога веќе сите почнаа да се враќаат во нормала, сопругот си продолжи на работа, мајка ми си продолжи на работа, и јас останав прв пат сама со Калина дома, и се сеќавам овакво, тогаш некако ме стигна емоциите и цел тој страв што го чувствував цела бременост, тогаш излезе од мене и се сеќавам си пуштив една песна, си ја земав Калина со мене и почнав да плачам. И тоа мислам, како сега се сеќавам, значи пола саат мислам дека плачев незапирливо и цела таа емоција што ја носев, истегнатост и страв во текот на целата бременост, мислам дека тогаш излезе од мене. И ќе кажам, со првата ќерка бев многу заштитнички настроена према нејзе. Некако дека толку ја чекав, толку ја сакав, толку ми беше и желба цел живот ќерка да имам, некако не знам, и дека не знаевме дали ќе биде секако што треба, нели, со бременоста, премногу заштитнички бев настроена кон неа и не сакав никој да ми ја чува и не сакав, не прифаќав никаква помош околу детето. Мислев дека само јас знам да го чувам бебево, да го пресоблечам, да му сменам пелена, мислам буквално на сопругот не му давав пелени да именува, да вакво. Значи баш така имаше еден период кога така не ја давав на никој, само јас се грижев за нејзе. Себе се стаив на најпоследното ниво и мајка ми беше таа која што ме караше тогаш и ми викаше, значи немој така, мораш ти да бидеш силна, значи за детето и ти треба да живееш, ако си мајка не треба да си да се запуштиш и да бидеш толкава жртва за детето, дај ми го да ти го почувам. И јас ќе
оставам кај мајка ми, ќе излезам и прво не знам што да правам со себе. Ми требаше така еден период, да речем, на така постепена адаптација, да се вратам и да се поврзам со себе, да почнам да ја оставам со мајка ми да ја чува или со сопругот или со било кој друг, малку да јас да излезам. И се сеќавам баш тие први пати кога ќе излезав сама без Калина негде. Паметот цело време ми беше таму, не можев никако да се опуштам во тоа што го правам и цело време звонев. Дали сте добри? Така, како е? Да, тоа е веќе обсесија, тоа веќе да, тоа и како и обсесија малку беше, А каква мајка сте вие? Како ги растете Јована и Калина? Каков е животот со две мали дечиња дома? Животот со две мали дечиња е многу убав, смешен, весел и предизвикувачки на моменти. А за тоа каква мајка сум јас сум многу опуштена мајка. Не сум некоја мајка што паничи, што се потресува, да кажам. Многу некако позитивно гледам во сите ситуации, гледам позитивно и позитивната енергија да им ја пренесам на децата, да и они бидат среќни, пошто и они осеќаат многу енергија. А во однос на тоа дали сум модерна или традиционална мајка, јас некако многу ги следам психолозите, експертите во полињата, во медицината, во детска психологија тие работи. Следам што кажуваат преку научни подкрепени студии и јас се извлекувам од сите тие работи тоа што резонира со мене и што е во склад со мене и со мојот сопруг. И користам методи и од модерното, да речем, родителство, и од традиционалното, некој микс што одговара за нас како семејство. Да. Како ги добија имињата? Јована е помалата. Јована е помалата, Калина поголемата. Како ги добија имињата? Како ги добија имињата е многу интересно. Ние со сопругот кога разговаравме како сакаме да се викаат нашите идни деца, сакавме да ги, пошто многу си ги сакаме и мајка ми и свекрва ми, мајките наши многу си ги сакаме, сакавме да искористиме дел од нивните имиња, али малку ние отидовме на помодерната варијанта, значи да не биде истото име како бабата, него буквата прва од името на бабата за едното дете, буквата од другата баба за другото дете. Калина е крстена по свекрва ми се вика Каролина, и така си го доби Калина името, а Јована си го доби по мајка ми се вика Јасмина и она е Јована според буквата на другата мајка. Ајде, кога веќе сме кај вашата мајка, да ја поздравиме и неа. Да ја поздравиме. Ја споминавте и на самите почетоци од емисијата, па ајде за вашето детство на кратко. Споминавте дека сте растени со неа. Да. Каква е вашата мајка? Мојата мајка е еден страшен борец со животот. Се извини. Нема проблем, тука во Мама Визија се исфрлаат емоции, не е нешто Она ми е чудно. најголемиот идол во животот, една жена инспирација. Мислам дека треба не за да викнеш следно у Мама Визија. Зошто да не? Да си ја сподели нејзината приказна. Жена која што направила голема жртва за мене и цел живот се жртвувала за мене. И сум ми вечно благодарна за тоа. Ме направила тој човек што сум денеска. Ме воспитала со вистински вредности, сама се борела со поддршка на нејзините родители, поздрав до моите баба и дедо, сама се борела и ме донесла до ова што сум тука. И поминала низ многу животни предизвици, и низ болести, и низ кариерни, да речам, соочувања, и така некако она е реална, секогаш ми била најголемиот критичар у животот. Никогаш не била она леле ти си мојата најдобра керкичка све, него стално била ова вака треба, ова така треба. Реална мајка. Реална мајка. Дури некогаш сум ми се лутела, кога нешто ја многу сум посакувала и она која ќе ми го скрши, да речам, тој сон на пример, сум ми се лутела, ама сум знаела дека секогаш тоа го прави за мое добро, да речам. И така она е, да речам, многу голем дел у животот мој и на моите деца. И многу добра баба стана, супер бабичка ни е, стално ни помага, секој ден сме у контакти заедно. Значи, мама Јасмина е еден борец, мајка, да. можеме така да кажеме. Дури Калина, ако ја прашаш, она стално вика, јас имам две мајки, една мајка си ми ти, другата мајка ми е баба.
Ете, така си ја Да. доживува. Овој цвете за тебе, ќе ти го подарам. Фала. Ова е од Фрида, цвеќарницата Фрида. Фала многу. Верувам, ако гледаш Мама Визија, веќе знаеш дека Да. Мама Визија има свој мирис, тој се вика Да, Фрида. стварно преубаво мириса. Преубаво цвеќе и ете каде можете да си набавите аранжмани, букет цвеќе за вас, за ваши најблиски, за некакви прослави. Фала. Со цвеќето кое што преубаво ви прилега. За самиот крај, Мама Визија, секогаш ја заокружуваме со една ваша визија до вашите две керкички, до Калина и до Јована. Да. Која е вашата визија? Мојата визија е да си ги следат своите соништа, да не се откажуваат лесно во животот, да бидат упорни, а јас и тато ќе им бидеме секогаш поддршка во животот и ќе стоиме како ветар во грб. Ивана, верувам дека привлековме многу внимание со сите совети кои што ги дадовте, со вашата топлина и искреност. Верувам дека многу мајки, доилки кои што не гледаат ќе сакаат да стапат во контакт за да не се преслушуваме и да не се да не играм јас расипан телефон, каде можат да ве најдат сите на кои што им е потребна вашата помош. Каде може да ме најдат? Значи јас прво сакам да кажам дека со сите мајки со кои што работам, ја чувствувам огромна одговорност. Не ја работам оваа работа толку за финансиски бенефит, ја работам повеќе за емотивниот дел, затоа што стварно сакам да им помагам на мајките и сите мајки и сите бебиња со кои што соработувам си ги чувствувам како свој и давам буквално се од себе за сите да успеат и сите да имаат успешни дојнечки приказни. Секој што сака да работи со мене може да ме најде на мојот Инстаграм профил Доилка МК или на мојот телефонски број, ќе го пишеме на ќе го пишеме дополнително. Доилка.мк е Инстаграм профилот, тука може да ме најдат или на мојот телефонски број. Да, благодарам Ивана, ми беше задоволство што ве запознав лично. Благодарам што пишавте и вие за да бидете дел од Мама Визија. Благодарам што ја следите нашата Мама Визија и што сте веќе дел од нашата приказна. Ви благодарам за вашето присуство, почитувани, ќе ви се заблагодарам и вам за вашето внимание и секако на самиот крај да не ги заборавам бутик Дона кои што се грижат за тоа што да облечам јас во Мама Визија за да не моја мисла многу, секоја жена ќе ме разбере тука. Ви благодарам што погледнавте уште една епизода на Мама Визија.